Вести на Канал 8, добро дојдовте. Зголемена загаденост на воздухот во Кочани покажуваат мерењата од мерната станица кај Основното училиште Свети Кирил и Методи. Во изминатите денови загаденоста се движи меѓу портокалово и црвено ниво, во зависност од периодот во денот во кој се прави мерењето. Зголемено присуство на штетни честички и загаденост на амбиенталниот воздух регистрира мерната станица во Кочани во последните неколку денови. Според податоците што се добиваат од таму, аерозагаденоста се менува од портокалово во црвено ниво и обратно, во зависност од периодот во денот. Забележливо е дека исправноста на воздухот се влошува во попладневните и вечерните часови, како и во раните утрински. Во периодот околу 17 часот, например, регистрирано е ниво од 150 AQI, што представува европска мерка за исправноста на воздухот, а е сума на сите измерени вредности од сензорите на државната мерна станица. Присуството на PM2,5 честички беше измерено во вредност од 55 микрограми на метар кубен, што е во жолто предупредувачко ниво. Појавата на магла и отсуството на ветар има влијание врз големените вредности на загадувањето, а придонес за тоа имаат и објектите кои се загреваат со дрва и друг огревен материјал, како и зголеменото присуство на моторни возила во празничните денови за Нова година и за предстојниот Божик. Употребата на дрва за огрев граѓаните го сметаат за најефикасен метод за затоплување, иако во изминатите години се преземаа мерки за алтернативни извори и начини на грејење. Меѓу нив беше и субвенционирањето на набавката на инвертер клима уреди и печки на пелети, што го спроведуваше општина Кочани. Сепак, во изминатите 2 години таквата практика се напушти и веќе нема јавни повици за субвенционирање на граѓаните. Дополнително, укинати се и субвенциите за набавка на велосипеди. Министерството за животна средина предупредува дека е забележано оти дел од исчистените диви депонии повторно се полнат со отпад. Според досега преземените активности, регионалната депонија кај Свети Николе може да профункционира во 2025 година. Активностите што досега се преземени од страна на Министерството за животна средина за расчистување на нелегалните комунални депонии ги дава првичните резултати, но има и негативни однесувања на поединци кои ја отежнуваат состојбата. Надлежните информираат дека на одделни локации, каде што веќе бил исчистен отпадот, а депониите се ликвидирани, локациите повторно се полнат со ѓубре од страна на несовесни сторители. Тоа го одолговлекува процесот на затворање на општинските комунални депонии и реализацијата на проектот за изградба на регионални центри за собирање и третман на отпадот. Според Министерката за животна средина Каја Шукова, повторното полнење на локациите со отпад е негативна појава што треба да ја спречат општините, затоа што државата веќе нема да помага во неколкократното чистење на овие локации. Дивите депонии ги чистевме 10 години наназад, издвојувавме секоја година барем по 20 до 30 милиони денари за расчистување на диви депонии, кои што во наредните 3 месеци повторно стануваа диви депонии. И државата одлучи дека веќе нема да финансира такви проекти, бидејќи е неодржливо. Непотребно ги користиме средствата на граѓаните за нешто кое што не е одржливо. Чистиме на 10 до 15 локации, согласно приоритетите на општините, за неколку месеци тие локации повторно се полнат со ѓубре. Проблемот во отпадот го имаме со повозрасните. Децата се тие што најмалку прават отпад и најчесто ги потсетуваат возрастните дека не треба така се однесуваат. Реализацијата на проектот за регионалната депонија кај Свети Николе е во фаза од која може да се постигне крајната цел, а очекуваниот рок за тоа е околу 2 години. И јас се надевам дека до крајот на овој месец, ајде нека биде февруари, ќе успееме да го распишеме тендерот за Свети Николе. И да ви кажам сега, 24-та тешка, ама 25-та мислам дека веќе ќе може да оперира Свети Николе. Пошто тој тендер ќе има 2 лота, едниот ќе биде изградба на претоварни станици, тие се неколку, 5 или 6 пакета за збор, и вториот лот ќе биде за централната депонија. Така да паралелно ќе одиме со двата процеса. Со тоа што во тие 2 региона веќе дел од помалите општинските депонии се затворени,
Паралелно, значи, одиме и со тој процес. Затварање на депониите кои што не се стандардни, комуналните депонии. Дел од помалите општини веќе го насочуваат својот отпад кон поголемите депонии. Целото финансиско сценарио во тие два региона е повеќе од 40 милиони евра. Отприлика толку ќе треба и за другите региони, значи ги комбинираме 2 по 2. Видовме дека е неекономски исплатливо секој регион да има собствена депонија, па затоа ги комбинираме по 2. Иако со време, бидејќи таму системите ќе ги управуваат регионални тела, со време ќе видат општините кои што се дел од регионалните тела, секоја општина има влог во регионалното тело, и финансиски и со човечки ресурси, ќе видат дали ќе можат да продолжат регионалните тела сами или во иднина можеби ќе склучат некој договор за јавно-приватно партнерство или евентуално концесија. Тоа ќе остане на регионалните тела и на општините. Интенцијата на државата во моментот да постави основна инфраструктура по европски стандарди за управување со отпад, бидејќи тоа го немаме во моментот. Со проектот за изградба на регионалната депонија кај Свети Николе, дел од општините од источниот и североисточниот плански регион исчистија поголем дел од нелегалните депонии, но и од оние кои што комуналните претпријатија ги користат за исфрлање отпад. При тоа, најнапред од сите е општина Виница, која ја затвори депонијата кај селото Лески. Територијалната противпожарна единица на Кочани упатува апел до граѓаните за внимателност при палењето на бадникарските огнови за предстојното божикно празнување. Целта е да се спречат евентуални пожари и други несакани последици. Територијалната противпожарна единица од Кочани ги информира граѓаните дека во текот на престојните празнични денови, поради очекуваната зголемена раздвиженост, ќе распореди своји интервентни возила и пожарникари на повеќе локации во градот за да обезбеди поголема ефикасност и подобро интервенирање во случај на пожари и други потреби. Истовремено, честитајќи го предстојниот празник Божик, упатува апел до граѓаните кои ќе учествуваат во традиционалното палење на бадникарски огнови, тоа да го прават крајно внимателно. Се препорачува да се избегне палењето да биде во близина на стамбени и други објекти, како и да се внимава во близина да нема лесно запаливи материи. На тој начин ќе се избегне опасноста од пожари и евентуални изгореници, како и телесни повреди кај присутните на прославите. Во изминатите неколку денови состојбата на терен е мирна, а пожарникарите имале само неколку интервенции. Во вторникот попладне екипа на територијалната противпожарна единица гаснела производен погон во Долни Подлог, во кој се запалиле суровини за производство од дрво. Со навремено известување од жителите на селото и брзата интервенција на противпожарната екипа, спречено е проширување на огнот и поголема материјална штета, со оглед што можеле да бидат зафатени и соседни објекти. Зголемен број интервенции на дефекти на водоводната мрежа имаат екипите на комуналното јавно предпријатие Водовод. Поради сериозен дефект на главниот цевковод од Грдовци до Кочани, без вода неколку часа останаа корисниците од средната и високата зона. Поради сериозен дефект на главната челична водоводна линија ФИ-508 на потегот од бунарскиот систем Грдовски Орман кај селото Грдовци до фабриката за вода во Кочани, дојде до прекин во водоснабдувањето во градот. При тоа без вода останаа крајните корисници од средната и високата зона, а намален притисок во водоводната мрежа имаше и кај дел од корисниците во ниската зона. Од комуналното предпријатие Водовод информираа дека нивни екипи излегле на терен и со ефикасна интервенција дефектот бил брзо отстранет. При тоа, поради потребното време да се наполнат резервоарите со вода, беше неопходно да помине извесен период. Нормализација на состојбата со водоснабдувањето до крајните корисници во високата и средната зона се постигна околу 17 часот. Теренски работни активности за поправка на дефекти на водоводната и канализацијската мрежа имаше и во изминатите денови. Екипи на работната единица Водовод и канализација во текот на изминатите денови вршеа активности за расчистување и санација на дефект на канализацијската мрежа што поминува низ зоната мало стопанство.
При тоа, дефектот настанал поради притиснати и изгмечени одводни цевки, а истиот брзо бил отстранен со механизација и работна сила на водовод. Оштетените цевки биле заменети со нови, пошто е нормализирано одведувањето на отпадните води од крајните корисници. Од комуналното предпријатие Водовод упатуваат извинување до граѓаните и корисниците за потешкотиите со кои се соочуваат поради прекините во водоснабдувањето и упатуваат благодарност за разбирањето. Околу 65.000 евра планира да потроши општина Кочани за ангажирање агенција која ќе обезбеди услугата за привремени вработувања. Бројот на лица што ќе имаат времен работен ангажман е 15, а тие ќе добиваат соодветни задачи во зависност од потребите на локалната самоуправа. Општина Кочани ќе ангажира 15 лица кои ќе извршуваат тековни работни задачи во општинската администрација, а кои ќе бидат преземени од Агенција за привремени вработувања. Веќе е објавен јавен повик со кој се бараат понуди од специјализираните агенции кои нудат вакви услуги, по чиј избор ќе се склучи нов договор. Во јавниот повик со кој се бара давател на услугата е наведено дека за оваа намена е предвидена сума од над 2,5 милиони денари. Таа ќе се потроши за работниот ангажман на лицата, односно за исплата на платите, надоместоците за здравствено и лично осигурување, трошоците за нивно пријавување во надлежните институции и слично. Во тендерската спецификација на повикот е нагласено дека привременото вработување ќе биде за лица со завршено високо, средно и основно образование, во зависност од потребите што ќе се јават за конкретна услуга, а за што работодавачот, односно општината, ќе достави барање до агенцијата која е давател на услугата. Сличен јавен повик за ангажирање на 12 лица преку Агенција за привремено вработување општина Кочани објави на почетокот на минатата година. Тогаш, со избраниот давател на услугата Контакт Бизнис од Скопје, склучи договор во бруто вредност од 4 милиони денари. Објавувањето на новиот јавен повик се образложува со тоа што веќе биле потрошени планираните средства од претходниот и потребата од нов ангажман на лица. Од давателот на услугата се бара потребните лица да ги обезбеди во рок од 1 ден од доставувањето на барањето, а при тоа е обврзан да врши и навремена исплата на платите за ангажираните работници. Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е најниската цена, односно најниската понудена провизија на бруто плата на отстапен работник изразена во проценти. Тендерската постапка трае до 18 јануари, а средствата за реализација на договорот за јавната набавка се обезбедени од буџетот на општина Кочани за оваа година. Почитувани, со временската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.